6 лица загинаа, 10 се водат за исчезнати во поплавите во северниот дел од турскиот црноморски брег. Поплавите се предизвикани од неколкудневните поројни дождови, што се необична појава за овој дел од Турција, пренесува агенцијата Анадолија. Граѓаните самостојно ги отстрануваат штетите од поплавите, а екипите за спасување постојано трагаат по исчезнатите лица. Неколку патни правци се блокирани, а во електрична мрежа има чести прекини. Турскиот министер за внатрешни работи изјави дека поплавите предизвикаа значителна штета врз локалната инфраструктура. Властите соопштуваат дека досега се спасени 157 лица. Три масивни шумски пожари беснеат во Северна Калифорнија. Пожарникарите се обидуваат да го спречат ширењето на пожарот, а речиси 250.000 луѓе се во процес на евакуација. Ова е еден од најмрачните периоди низ кои што минуваме, изјави заменик шерифот на Санта Круз. На терен има 14.000 пожарникари, 2.400 противпожарни возила и 95 авиони канадери кои што постојано се справуваат со пожарот. Според надлежните, сите пожари избувнале по удар на гром кој што 15 август биле околу 12.000. Условите се погодни за натамошно ширење на пожарот затоа што температурите се високи, влажноста е мала, грмотевиците се чести, а ветерот достигнува брзина и до 65 милји на час. Експлозија на гасоводот кај Дамаск доведе до прекин на електричната енергија во Сирија, а министерот за нафта Али Генем рече дека првите показатели биле дека станува збор за терористички напад. Телевизискиот канал Игбари прикажува снимки од голем пожар по експлозијата. Сириската агенција Сана подоцна го цитираше министерот Генем дека делови од земјата постепено добиваат електрична енергија.